42% од испитаниците сметаат дека состојбата во општина Штип во последната година е подобрена, вели анкетата на агенцијата Рейтинг. Резултатите од анкетата, според градоначалникот Благој Бочварски, се должат на следното. Во дел на изградбата на квалитетната инфраструктура, на секогаш кога работиме, повторувам, дека ние работиме и на темелна реконструкција, на замена на водоводи, канализации, потоа се асфалтираат и се реконструираат улиците. Можем да кажем дека правевме анализа на тоа како крупните капитални проекти поминуваат во јавноста, кои се тие кои што граѓаните пред се ги бараат, и можем да кажем дека огромна е поддршката за изградбата на браната на река Отиња, но и на изградбата на детската градинка. Над 90% од граѓаните ја поддржуваат изградбата на детската градинка во населбата Сењак, нешто кое што во изминатите 30 на години го немало во општина Штип. На процесот на отпочнување на проектирање и во иднина изградба на гасификација во општина Штип. Во овој контекст, градоначалникот Бочварски најавува уште поголема активност и максимална соработка со граѓаните во сите нивни реакции и потреби. Многу важно е за мене дека ние треба и понатаму да продолжиме со подобрување на состојбите во општината. Показателите се дека треба да продолжиме во насока на подобрување на чистотата, на сметот, во овие летни температури, подобрување во секој сегмент од општественото живење. Од друга страна, по однос на анкетата на Рейтинг, председателот на ВМРО ДПМН Штип Иван Јорданов на Фејсбук и во соопштение до јавноста излезе со следниот став. Дека станува збор за чиста партиска анкета, која е спроведена со народни пари, потврдува и фактот што агенцијата Рейтинг е во собственост на Никола Спасов, кој е син на Ѓорги Спасов, поранешен висок функционер на СДС. За креирање на ова лажно мислење, општината на партиската агенција Рейтинг и има исплатено 270.800 денари или сума од над 4.000 евра. Овие суми јасно се гледат од договорот кој е потпишан од страна на градоначалникот на општина Штип и собственикот на агенцијата Рейтинг. Оваа јавна набавка представува само уште еден доказ за злоупотребата на општинската каса за непродуктивни трошења. Злоупотребата на општина Штип за партиски цели представува скандал без преседан и за тоа одговорност мора да има, напиша Јорданов. А реагираа од општината. Граѓаните имаат право да знаат за тоа во која насока се движат општествените текови кои го одредуваат нивното секојдневие. Тоа се постигнува преку редовно мерење на нивното задоволство од услугите кои ги добиваат и проектите кои локалната самоуправа ги спроведува. Последната анкета покажува големо задоволство кај штипјани од работењето на локалната самоуправа. Имено резултатите покажуваат дека огромен процент од граѓаните даваат голема поддршка за проектите на кои работи оваа локална власт. Односно, 88% од штипјани даваат поддршка за изградба на брана на реката Отиња, 94% даваат поддршка за гасификација на општината, а 95% даваат поддршка за изградбата на градинка во населбата Сењак. Наспроти, неоснованите обвинувања факт дека оваа анкета не е партиска, туку е показател за успешната локална политика во Штип. Стои во реакцијата.